Часот време за редовниот термин за разговор. Мој денешен гостин е господинот Антонио Милошевски, поранешен министар за надворешни работи и актуелен пратеник во Македонското собрание. Господин Милошевски, добар ден, добро дојдовте во Алфа телевизија. Добар ден, благодарам за поканата. Така, поводот за вашето гостување пред се е последната посета на шефот на грчката дипломатија господин Никос Коцијас и сето тоа што се случува околу преговорите за зимето. Меѓутоа ќе разговараме и на останати актуелни теми кои што се можне интересни, значајни во периодов сега околу нас. На почеток би сакал една ваша генерална оценка за посетата на господинот Коцијас. Очекувани ли се резултатите од посетата, односно тоа што го видовме како изјави, без разлика на тоа што не ги знаеме деталите од разговорите? Па добро, доколку дававме оценки за или очекувања за посетата на грчки министер на Македонија пред 3-4 месеци, веројатно според пристапот на актуелната влада, ќе бевме многу големи оптимисти. Самиот господин Димитров, господинот Заев, ако ги видите нивните изјави пред 4 месеци, беа полни со ентузијазам и најавува контури на решението во февруари или во март, но гледаме дека тоа го нема. Согласно таквото поместување на временско поместување на можно приближување на ставовите, јас би рекол дека посетата е важна, но е далеку под очекувањата што ги креираше актуелната влада. И според самите изјави кои што ги слушнавме од Коцијас и од министерот Димитров на пресконференција, се гледа дека има суштински разидувања. За прв пат, после долго време, еден званичен представник на македонската влада, господинот Димитров, ја спомна пресудата од Хаг. Спомнувањето на пресудата од Хаг на отворена јавна пресконференција со грчкиот колега Коцијас значи дека Коцијас има многу други и поинакви и потврди и понезгодни ставови, па мора Македонија да се држи до силата на аргументите за да може да им парира. Дали тоа би значило дека македонската страна на некој начин е изненадена од начинот на действување на грчката страна и едноставно се нашла во небрано, па сега од немајка да ги вади позициите кои што ги имаше претходната власт? Моето мислење е дека актуелната власт премногу полагаше надежи на шармот, а премалку на аргументите. Вие може како македонски представник, влада или официјално лице да се обидете да шармирате Словенија, Шведска или Холандија. Но мислам дека на Балканот во дипломатијата тешко успева политиката на шармот, повеќе треба да се држи човек за реалноста, за аргументите и за одредени позиции кои што се засновани на такви аргументи. Според мене, Република Македонија во изминативе 27 години до сега не добила полош и попонижувачки предлог од ова што сега се нуди од страна на Грција. И мислам дека и најпопустливите луѓе во владата се изненадени од таквото, како да кажам, дрско и понижувачко на некој начин пакет решение кој што го нуди Грција. На што се должи тоа? На премногу свитка на кичма од самиот почеток, на погрешна стратегија? Мислам дека тактиката на свитка на кичма од почеток со надеж дека тоа ќе вроди, ќе донесе попустливост и од другата страна е погрешна. Грција, ако некој ја проучувал претходно во своите односи со кипарското прашање, турското прашање, Албанија и слично, па и со самите нас, Република Македонија, сметам дека нема одлика на попустливост. И тоа според мене е една од стратешките грешки која што ја прави актуелниот премиер и министерот за надворешни работи, што очекуваат со одредени потези од македонска страна, менување на име, на аеродром, на автопат или друго, или најави за виткање на кичма, дека ќе ја одоброволат или шармираат Грција. Тоа е сосема погрешен пристап и нема да донесе подобри решенија, само ќе носи вакви лоши и би рекол понижувачки предлог решенија од страна на Грција.
За кој предлог се разговарало не беше објавено јавно, меѓутоа има одредени шпекулации и вие објавивте на вашиот Facebook профил одредена информација која представам дека е сериозна, во која велите дека Коцијас предложил име Република Горна Македонија без англиски превод, исто така бара промена на уставот и на пасошите, а во пакетот влегуваат и именувањата на јазикот и на националноста кои треба да се именуваат како Language Nationality of the Република Горна Македонија. Сега што можеме да очекуваме од еден ваков предлог во иднина, значи може ли нешто позитивно да се извлече од еден ваков предлог? И не е само тоа, туку она што го имам како сознание, Грција бара и менување на интернет домеинот, да не биде .mk, произведено во Република Македонија, да не биде на англиски, и многу други работи кои што менување на учебници и слично, но тоа се детали кои што мислам дека за тотално бришање на секаде што се месеци ќе ги пишува знаеме. Македонија да се изврши се веројатно. Што е проблемот? Проблемот е што кога имате ваква позиција на Грција денес, имате исто во Грција и опозиција. И од овој предлог тешко ќе биде грчката страна да прави одстапки наназад, затоа што грчката опозиција ќе ја прозива и ќе бара да биде на линијата која што тие претпоставуваат дека е задолжителна. Втора работа е што во Грција имаме усогласен, координиран настап помеѓу владата и председателот на Грција. Едниот е добриот, другиот е лошиот полицајец, едниот дава попрагматични изјави, другиот дава потврди изјави, но сепак тоа е во служба на грчките црвени линии кои што заеднички им се поставени. Од друга страна имате ослабена македонска позиција затоа што владата нуди предлози, дава дописи до Атина, без притоа за тоа да ја извести опозицијата во Македонија и без притоа да го извести председателот на државата. И утре очекувате со некого да споделите одговорност или да помогне во задачите кои што државата ги поставила пред себе, а немате никаква комуникација. Но тоа првенствено ја слабее позицијата на Република Македонија, доколку за овие работи не се известува председателот на државата. Така, во грчките медиуми можеме да прочитаме дека грчката страна не отстапува од барањето за уставна ревизија, не само во однос на името, туку и на иредентизмот. Значи ли ова дека преговорите за заглавени и што понатаму? Мислам дека со ваквиот свој став Грција ги враќа грчко-македонските односи пред 95 година. Во 1995 година во септември Македонија и Грција ја склучија времената спогодба. Во времената спогодба во членот 3 од оваа времена спогодба пишува дека секоја од страните ќе го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на другата страна. Тоа значи дека во 95 година Грција веќе го признала нашиот устав. Суверенитетот на една држава се граѓаните кои што преку својата политичка волја се преточени во една уставна правна норма. Тоа значи дека ваквото барање и воопшто од македонска страна примањето до знаење на ваквото барање не треба да трае повеќе од еден ден, треба да биде отфрлено веднаш како неосновано и спротивно на времената спогодба. Мешање во внатрешните работи на една држава е, доколку не е состојба на војна или состојба на некое цврсто економско-трговско ембарго или блокада, некој да бара менување на уставот на соседната држава. И мислам дека тоа треба да биде отфрлено. Мислам дека Грција намерно го прави тоа за да оствари две цели. Или да нема решение, а за тоа да биде обвинета Република Македонија без разлика кој е на власт, дали е Киро Глигоров или е Зоран Заев или е Груевски или е Бранко Црвенковски или Љупчо Георгиевски. И втората работа, доколку има решение тоа да биде толку понижувачко, што едноставно ќе значи бришење на македонскиот национален, јазичен, па ако сакате и уставноправен идентитет. Спомнавте времената спогодба, дали оној меѓународен договор што се спомнува се почесто во јавноста, па дури тоа го спомна и премиерот Заев дека е можно да биде решено името со некаков меѓународен договор, е обид да се премости времената спогодба и да се наметне едно ново решение кое што ќе биде замена за привремената референца, но овој пат ќе биде тоа трајно решение. На такво нешто предупредува и професорот Игор Јанев.
Тоа е грчката тактика. Грчката тактика е Грција увиде во изминативе години, а особено после пресудата од Меѓународниот суд на правдата од Хаг 2011 година, дека времената спогодба не оди во прилог на нивните замислени цели. Замислената цел да се понижи Македонија или замислената цел да се блокира бесконечно или замислената цел да не смееме да го користиме уставното име, што со пресудата од Хаг се отфрлија сите тие грчки барања и наводи. И сега Грција сака времената спогодба едноставно да не постои и да биде заменета со некој нов конечен договор во кој што се од почеток ќе се преговара однова. Тоа е стратешки лошо и тактички лошо за Република Македонија. Ние треба да се држиме за времената спогодба во која што сите останати области се дефинирани, економска соработка, билатерални односи, дипломатски односи, мир, пријателство, почитување на границите, се е дефинирано во времената спогодба. Единствено се разговара за разликите околу името кој што Грција ги има со Република Македонија. Ако ние се согласиме одново се да преговараме, Македонија тогаш ќе изгуби многу повеќе и ви кажав, ќе се вратиме во една состојба пред 95 година, која што ќе биде неизвестна, а со самиот ваков агресивен притисок на Грција може да биде и понижувачки штетна за Република Македонија. Ако Грција, предпоставам, остане на овие цврсти позиции, тогаш е многу веројатно да пропаднат преговорите, што понатаму каква е нашата иднина во НАТО и ЕУ, доколку еве за овој период кој оптимистички беше најавуван до јуни-јули дека ќе биде искористен за наоѓање на решение зимето, што понатаму каква е нашата иднина во НАТО? Можеме ли да очекуваме членство во НАТО? Дали ќе пропаднат преговорите или не, јас понекогаш се обидувам да извлечам заклучоци и од изјавите на министрите во владата на Република Македонија. Пред некој ден имаше такво едно интервју на министерката за одбрана Шеќеринска, која што гледам дека во изјавите како да навестува дека Република Македонија ќе направи се што е до нас во однос на разговорите со Грција, но дека дали ќе има или нема решение, тоа не може да се прогнозира, но доколку нема, ние нема да бидеме страната која што може да се обвини. И тоа е на некој начин создавање на терен, подготвување спремен на терен, дека може и да нема решение, веројатно тие се и добро информирани дали ќе има или нема решение. Доколку нема решение, според мене постојат две опции. Едната опција е доколку Македонија мора и треба да влезе во НАТО, а тоа е и во наш интерес, мислам дека и во интереси на Соединетите Американски држави, на Германија и на други повлијателни земји членки на НАТО, тогаш ќе треба да се направи многу добар план, заедничка координација и да се оди на примена на пресудата од Хаг. Дали може би оној план Б што беше најавуван некако во медиумите дека се подготвува страна на меѓународната заедница во случај на евентуален неуспех на двете страни да постигнат договор? Не знам дали меѓународната заедница го има, да речем, разработено таквиот план, но она што го знаме е дека Македонското министерство за надворешни работи во својот допис до Атина се повикува на потребата од примена на пресудата од Хаг. Доколку тоа се случи, тоа значи дека Македонија би требало заедно со своите сојузници да најде начин да издействува да ја примеме поканата согласно пресудата од Хаг. Доколку во тоа не се успели, се нема капацитет во овој момент, сметам дека Република Македонија треба да размислува за, како што подпишавме договори за стратешко партнерство со Турција и со Соединетите Американски држави, да го направиме истото и со Полска, и со Бугарија, и со Германија, и со земји кои што можат да видат свој интерес во една поголема безбедносна соработка со Македонија како земја која што има своја улога на Балканот. Но тоа што ме загрижува се информациите од одредени НАТО кругови, дека не само името, туку дека има и други причини зошто Македонија би можела да остане без покана. Тоа е немањето на добро портфолио по однос на реформите, реформи на закони, примена на закони, невладење на правото и капацитетот на армијата на Република Македонија, нивната техничка и опременост и капацитет да одговорат на стандардите на НАТО, како што тоа беше спремна армијата во 2008, 2009 и 2010 година. Ова што го зборувате вие, пред неколку дена го
потврди на некој начин и председателот на Обединетата македонска диаспора, кој што гостуваш исто така во ова студио, господин Мето Коловски, кој што од негови извори од Вашингтон кажа дека представници на власта кои биле во посета на Вашингтон биле изворно информирани од тамошните власти дека не е проблем само името, туку и реформите, односно нивното спроведување кај нас тука, односно властите во САД не се задоволни од начинот на кој што се работи на реформите и од тука им било укажано дека тоа е една сериозна пречка за членство во НАТО, меѓутоа досега немаме слушната информација за јавноста во која што тоа би било пренесено на македонската јавност. Мислам дека овие забелешки се упатуваат подискретно по дипломатски канали, не преку јавни пораки, но јас сум добил исто такви сознанија дека одредени НАТО, земји членки и нивни представници во нашата држава ги имаат пренесено ваквите забелешки до македонската влада, не само по однос на грчко-македонскиот спор, туку и по однос на недостатокот од реформи, немање на целосно владење на право и примена на законите и ослабените капацитети на армијата во технички поглед. Актуелната власт има нели така помека позиција во однос на името и очигледно дека ќе е на пат да се доведе во ситуација да заглави, односно да дојде до момент кога и самата ќе признае дека не е можно да се најде решение. Од друга страна, власта која што на ВМРО, додека на владееше ВМРО ДПМН, истата ова власт во позиција на опозиција ги обвинуваше дека тие се виновни поради што не може да се дојде до решение и дека тие ги кочат евроатланскиот пат на Македонија, ќе го искористи ВМРО ДПМН евентуалниот неуспех на СДСМ сега за своји теснопартиски интереси, да ги обвини дека нивниот неуспех всушност значи кочење на евроатланската интеграција на Македонија? ВМРО ДПМН има малку поголемо, да речем, по-озбилно чувство кон државата и националните интереси и не би сакале да се спуштаме на нивото на СДСМ да злоупотребуваме некој нивен неуспех за дневно партиски поени, а со самото тоа да направиме некаква можеби штета на државата. Но она што сакам да го напоменам и сум го разговарал и со колеги од СДСМ е дека треба да се има во предвид. Ако ништо не се научило во изминативе 27 години по однос на грчко-македонскиот спор, тоа треба да биде следната полука. Дека не е важно кој бил на власт во Македонија. Дали бил Глигоров, дали бил Клјусев, дали бил Георгиевски, Црвенковски, Груевски или Заев. Не е проблемот до Република Македонија. Проблемот по однос на името е вештачки и намерно создаден од Грција и истиот ќе продолжи се додека Грција има план тој да продолжи да го злоупотребува. Дали денес ќе биде изговор аеродромот, или ќе бидат монетите кои што ги објавил Клјусев, или пред 15 години некоја изјава пред 20 години на Глигоров, или ќе биде нешто што направил или не направил Борис Трајковски, секогаш Грција ќе биде доволно вешта да наоѓа соодветни изговори за да си ја реализира целта која што во Париз во 2008 година на една средба со господјата Бакојани, после самитот во Букурешт, ми ја соопшти грчката национална позиција е вашата држава, мислеше на Република Македонија, да не стане членка на Европската Унија пред тоа да стане Србија. Зошто е таква позицијата на Грција, ние може да анализираме долго време. Но гледам дека целта не е само името, туку целта е одолговлекување на процесот на интегрирање на Македонија во евроатланското семејство. Според мене, ние како опозиција треба да бидеме покатегорични. Ние треба да бидеме погласни во критиката на ова, би рекол, не тактичка и стратешки погрешна поставеност на владата на Република Македонија со паролата свитка на кичма кон Република Грција. Тоа ниту ќе не доведе до решение или ниту ќе не доведе до добро решение, а во меѓувреме само ќе претрпиме одредени понижувања и потоа некој следен пат, некоја следна влада, оваа истата или некоја друга, кога ќе треба да решава повторно такви нерешени прашања, ќе има многу потешка стартна позиција, затоа што претходната веќе ги нарушила позициите и се симнала многу ниско. Така, тоа ми беше и следното прашање, колку оваа актуелна власт ги има нарушено позициите на државата во однос на
некои идни евентуални преговори, доколку сега дојде до неуспех, со самото тоа што јавно прифаќа географска одредница, се откажува од црвени линии, подготвена е да преговара за работи за кои што до сега никој не бил подготвен да преговара. Еве и доколку е само тоа израз на некаква добра волја да се покаже и него мисла тоа сериозно, сепак е за воиднина остава многу лоша позиција на некоја идна власт. Која е грешката, стратешката грешка на оваа власт е убеденоста или верувањето дека доколку Македонија и прифати на Грција име кое што Грција го бара и го изнудува од нас, дека Грција ќе се одоброволи и ќе биде дарежлива и ќе понуди на Македонија признавање на македонскиот национален и јазичен идентитет. Тоа не е точно. Македонија може да прифати многу што Грција бара, но нема од Грција за возврат да добие признавање на македонскиот национален јазичен идентитет и посебност како народ и култура. Едноставно тоа е во грчката матрица и тоа во моментов мислам дека само наивни луѓе веруваат дека може да се смени. Затоа според мене таквата политика на виткање на кичма е нарушување на позициите и во сегашноста, но и во следниот период. Се поголем дел од јавноста излегува со барање да се прекинат разговорите, да се побара од Обединетите нации, нели да се стави прашањето за признавање на Македонија пред Генералното собрание за се гласа. Зошто тој потек политичарите многу малку го разгледуваат или да кажам име страф на некој начин да се откажат од разговорите. Кои се последиците доколку Македонија излезе и каже ние тука завршуваме со преговорите и понатака се обраќаме до Генералното собрание на Обединетите нации? Моје мислење е дека што Македонија може во моментов да направи кон Обединетите нации, посебно кон Советот за безбедност на Обединетите нации. Бидејќи Меѓународниот суд на правдата е врховен суд, некои го нарекуваат светски суд на Обединетите нации и ние имаме пресуда, тоа што можеме да го направиме е со таа пресуда да побараме за истата и за незината непримена да разговара Советот за безбедност на Обединетите нации и да ги дадеме сите аргументи колку плати сме блокирани од Грција, зошто е злоупотребена и прекршена времената спогодба и да ја дадеме пресудата и да побараме незина примена. Тогаш Советот за безбедност ќе треба да се изјасни по тоа прашање. Најчесто, кога се работи за постојани членки на Советот за безбедност, како големите сили, Франција, Америка, Русија, Кина и другите, тогаш потешко може да очекувате се одолговлекуваат примените на пресудите, нема некои санкции, нема прекорувања и прозивања на земјата членка на Обединетите нации, но во случај, бидејќи ниту Македонија, ниту Грција не се постојани земји членки на Советот за безбедност, мислам дека можеме со добра дипломатска кампања, доколку се соочиме сега со повторно со неуспех, заради безобразниот притисок и вакви понижувачки предлози од Атина, тогаш мислам дека би било навистина вредно да се размислува Македонија да се обрати до Советот за безбедност за примена на пресудата од судот во Хаг. Тоа е суд на Обединетите нации и Советот за безбедност е должен да се грижи за примената на тие пресуди. И мислам дека тоа може да вроди со плод. Дали ВМРО-ДПМН би дала поддршка на актуалната власт доколку би се направил таков чекор, секако дека би дале, затоа што ВМРО-ДПМН и покрај многуте скептици беше партијата која што го иницираше овој процес во Хаг и јас имав таа чест да ја представувам државата и да добиеме со Грција еден историски спор во кој што силата на аргументите беше на наша страна. Од друга страна, пак дали евентуален неуспех во преговорите може да разниша владачката коалиција и да предизвика нека владена криза? С оглед на определбата на ДУИ по сега цена да се реши тоа и да се отвори патот во НАТО. Моето мислење е дека можно е да се случат нови предвремени избори, бидејќи сегашната владеачка коалиција не заигра на ниједна друга карта, значи ние немаме подобрувања во образование, во здравство, во економија, во инфраструктура, во судство, во владење на право,
немаме повисоки плати, пензии, 500 евра просечна плата и живот за сите, ги вложија сите карти и јадути на спорот со името и на добивање покана за НАТО. И според мене, доколку не се заврши овој оптимистички најавуван проект за решавање на проблемот и за добивање за покана за НАТО, очекувам во текот на годинава владеачката коалиција сериозно да размислува, а може би во собрание да поведе иницијатива за предвремени парламентарни избори. Затоа што ќе немаат легитимитет, ќе треба да си го проверат повторно својот легитимитет ако не успеат да го остварат капиталното ветување кое што го дале и пред граѓаните, но го дале и пред представници на меѓународната заедница. Така, за можните предвремени избори, но и за реформите и за законот за јазици, предлагам да продолжиме да разговараме откако ќе ги погледнеме вестите кои што се подготвени. Господин колегата Андре Василевски веќе е подготвен. Предлагам да ги проследиме вестите, а потоа се вратиме повторно во студио. Да, повторно сме во Алфа Скоп. Господин Милошевски, застанавме кај реформите. Забелешките за реформите и за нивното спроведување се очигледни. ВМРО ДПМН подаде рака на СДСМ за поддршка за спроведување на реформите под услов СДСМ да се откаже од законот за јазици. Меѓутоа беше одбиена и законот беше донесен на начин на кој што беше донесен. Дали ВМРО ДПМН и во иднина ќе ги поддржи понатаму тие реформи кои што се неопходни за напредокот на Македонија и покрај се тоа што се случуваше? Јас ќе кажам моето лично мислење. Сметам дека како пратеник на ВМРО ДПМН дека нашата пратеничка група и партија не би требала безусловно да дава поддршка на одредени проекти кои што ги спроведува СДСМ, а при тоа да заборави или да го пренебрегне фактот дека нам како на пратеници ни се одземени основните пратенички права да предлагаме амандмани, да дебатираме, да нудиме решенија и да истите да добиваат барем во еден дел одредена примена или внимание од страна на власта. Затоа начинот на кој што беше воден и гласан на диво полулегално законот за јазиците, сметам дека е еден голем срам за собраниската демократија кај нас, но сепак е најдобриот знак кој што го опишува владењето на СДСМ и ДУИ со немање на владење на право. Нарушување на сите принципи, норми, јавна дебата, уживање на правото на пратениците да поднесуваат амандмани и на крајот од краиштата и подценување или понижување на граѓаните и на стручната јавност за да им се кажува дека нешто што не е уставно, а сепак е само еден политички договор. Господин Милошевски, што е поопасно во оваа ситуација? Начинот на кој што беше донесен законот, односно силување на демократијата во собранието или пак последиците од имплементацијата на законот за јазици? И двете работи носат големи ризици. Прво, начинот на кој што се туркаше овој закон спротивно на сите процедури и правила. Создава еден преседан кој што утре може да му служи оправдание, како оправдание повторно на истата влада или на некои други следни влади или владеачки мнозинства во собранието да се надиво да се злоупотребува позицијата председател на собранието. И ако вие ми се допаѓате, да ги ставам вашите амандмани на разгледување, ако некој пратеник не ми се допаѓа, истите амандмани да завршат во корпа. Тоа е погазување на демократијата, бидејќи пратениците не се таму, не се представуваат себе си, тие го представуваат народот и граѓаните. Втората работа, која што исто е важна, злоупотребата на европското знаменце. Тоа значи скратување на процедури и тоа значи дека утре на некој следен контраверзен закон, кој што ќе биде политички договор за опстанок на некоја владеачка коалиција, ќе може да се злоупотреби повторно, му се стави европско знаменце и да се оди да се повика некој на процедурата која што веќе била нарушена. И на крајот последиците од самиот овој закон. Овој закон е неприменлив. Овој закон дерогира системски двотретински закони што се однесуваат на судството, на управна постапка, на кривична постапка, на многу други работи. И овој закон
доколку истиот се примени, нема да ја направи државата по-кохезивно општество. Само ќе го зголемува јазот. И Македонија ќе ја направи по-кревка држава, а да не зборам за сумите кои што треба да се одвојат од буџетот, од парите на даночните обврзници, за да се примени овој закон со преведувачи на секој чекор. Мислам дека председателот на државата, господинот Иванов, има полно право да не го подпишува овој предлог закон, кој што е антидоловнички и антипроцедурално изгласен, и сметам дека на тој начин ќе го даде својот придонес во зачувувањето на владењето на правото. Нема демократија без процедури. Ако процедурите и деловникот се кршат, тогаш нема демократија, има безвластие, некоја анархија на владеачка коалиција. И покрај ставот на председателот Иванов, Талат Џафери најави дека сам може да го подпише законот и на таков начин да отвори пат за негова имплементација. Очекувате такво нешто врз основа на сето тоа што го видовме претходно, дека со помош на сила може да направат? Да кажам, според мене, бидејќи Талат Џафери нелегално е седнат на местото на кое што седи, нелегално и противделовнички ги водеше сите работи за законот за јазици, со ставање на европско знаменце, со доделување мандат на Комисијата за европски прашања, па и со отфрлањето на амандманите и чинот на гласање на крајот, не би било изненадување ако Талат Џафери и во иднина направи уште нешто нелегално. Тој нелегално ја почна својата кариера во собранието на таа позиција, веројатно така и ќе ја продолжи. Но важно е за државата да се знае дека таквото однесување, таквите преседани се штетни за владењето на правото како систем и структура кој што треба да продолжи да живее и да ја дава правната и политичката сигурност на секој граѓанин во следните 10, 20 или 30 години. И затоа, според мене, ако СДСМ и ДУИ ценат дека Иванов прави било каков потек кој што е спротивен на Уставот, не треба да го притискаат Иванов, да го подпишал законот, па законот додел на Уставен суд, туку треба тие, ако мислат дека председателот Иванов прави нешто неуставно, да поведат постапка за отповикување, импичмент на председателот Иванов во собранието. И треба да обезбедат 2/3, да се изгласа тоа и потоа да има 2/3 и на Уставен суд. Она што СДСМ и ДУИ може да го направат во моментов, а барем да личи на почитување на правната процедура и механизми, наместо диво и нелегално подпишување двојно на Талат Џафери на неуставниот закон за двојазичност, е поведување на иницијатива за импичмент на председателот Иванов, но да видиме дали СДСМ и ДУИ имаат таква политичка и правна, би рекол, сила и капацитет да го спроведат тоа во дело. ВМРО ДПМН најави критична пријава за Талат Џафери, дали е поднесена или кога би било? Не сум во тек дали е или не е поднесена, но мислам дека доколку е најавена, очекувам истата дека е спремна и подготвена, доколку треба и би се поднесла, но според мене ова е политичко прашање кое што има импликации врз правниот систем и треба да се алармира секој еден чинител и во Република Македонија, но и во меѓународната заедница кој што има интерес за Република Македонија, дека ваквото непроцедурално однесување придонесува за создавање на една култура на немање на владење на право, а владењето на правото е еден од клучните одлики, карактеристики, барања кои што секоја земја која што аспирира да биде членка на НАТО и НЕУ треба да ги исполни. Законов за јазици предизвика реакции во јавноста, па дури и протести пред домовите на пратеници од СДСМ. Како ги коментирате овие протести? Дел од јавноста ги поддржа, дел ги осуди со тоа што не било местото таму каде што требало да се протестира. Јас се сеќавам на 2011 година, кога во собранието имаше еден предлог на закон за толкување на хашките случаи. Тогаш три пратеници од владеачкото мнозинство, меѓу кои и јас, не гласавме за тој закон, затоа што ценевме дека не е согласно нашата совест и разбирање за одговорноста на оние кои извршиле злодела, но еден добар дел од пратениците тоа го направија. Тогаш СДСМ организираше протести на некои места
И исто така се сеќавам на одземањето на имунитетот на пратеникот Владо Бучковски, кога имаше за него одреден процес. Тогаш СДСМ, пратениците на СДСМ и нивните членови организираа дури и протести пред некои домови на пратеници на ВМРО-ДПМН, како што беше пратеничката Надица Тулиева во Штип, и каменување на незиниот дом. Господинот Оливер Спасовски беше пратеник во Собранието на Република Македонија, а господинот Љубиша Георгиевски беше председател на Собранието. Ниту еднаш, во ниту еден свој збор, а имаше 10 најмалку обраќања, господинот Оливер Спасовски не го осуди протестот на луѓе организирани од СДСМ пред домот на пратеничката од ВМРО-ДПМН во Штип, Надица Тулиева, и каменувањето на незината куќа. Никој не кажа ниту еден збор, ниту осуда, ниту оградување, дали во таа куќа, во тој дом живееле луѓе, семејство, деца, повозрастни или помлади. Затоа сакам денес да кажам дека јас не ги оправдувам протестите пред приватни, семејни објекти, куќи, домови на политичари, пратеници, јавни личности, новинари, што и да се. Но она што сте го правеле вчера не е изненадување ако ви се случи вам утре. Затоа СДСМ со наметнувањето на едно такво грубо однесување, злоупотреба на страсти во политички цели, хушкање и организирање на одредени луѓе и преку шарената револуција, но и предходно, создаде една би рекол неповолна, непожелна пракса, тоа да се случува и да се повторува сега и пред куќи на нивни пратеници. И истото беше и со палењето на слики на јавни личности или на политичари. Имавме пред некој ден или недела палење на фотографија на господинот Зоран Заев од одредено лице или граѓанин, беше осудена од владата, а при тоа знаеме дека пред 3-4 години имаше палење на слика од председателот Иванов во присуство лично на господинот Заев, немаше никакво осуда и оградување. Затоа не треба да има двојни стандарди и принципи. Ако СДСМ смета дека овие протести се неправилни, дека не треба се случува, дека се притисок врз семејството и интегритетот на еден пратеник или политичар, тогаш треба во истиот момент да ги осуди и да се огради од сите протести кои што СДСМ ги правела во изминатиот период. Господинот Хари Локвенец, пратеник од Прилеп, кажува дека е многу вознемирен и неговото семејство и тој заради гласањето за законот за двојазичност и протестите кои што во Прилеп група граѓани ги правела пред неговиот дом. Но истиот не е докрај искрен и не кажува дека тој ги предводеше протестите 2013 година пред домот на пратеникот Димитар Стеванаджија. И тие протести беа и дење, и ноќе, и Стеванаджи имаше малолетни деца, и постар родител, и друго. И вие, ако не го осудите вашето однесување и не се оградите од тоа, не можете да очекувате дека некој ќе ве свати сериозно кога барате морална осуда за нешто што вам ви се случува во тој момент. Затоа јас мислам дека време е да изградиме едни повисоки принципи на меѓусебна, би рекол, политичка култура и почитување, да се бориме во арената според деловник и право и процедура и политичка волја во собранието, но да си заштитиме во еден дел и интегритет на нашите семејства, но тоа треба да биде почитувано од сите страни. Така, кога сме кај протестите, председателот на ВМРО-ДПМН најави протести некаде за мај и на кои ќе бараат и предвремени избори. Сметате дека партијата е подготвена за нови избори и за враќање на власт? По однос на протестите, мислам дека во овој момент, во изминативе месец-два, исто така има многу основани поводи и причини да има протести и сега. Без разлика дали тие се поврзани со законот за двојазичност, дали се поврзани со името, дали се поврзани со економските лоши политики или отпуштањето на многу луѓе заради партијска определба, се отпуштија од прилика некаде 1000 до 1200 луѓе, договорци за на дело најчесто, токму затоа што не се членови или не ја поддржуваат политиката на СДСМ и ДОИ. Мислам дека такво нешто исто е основана причина за изразување јавно незадоволство и за протести, но еве да дадам коментар за најавените протести во мај. Моето мислење, ако целта на тие протести е да има предвремени избори, доколку грчко-македонскиот јазол
не се отплетка, ЗАЕВ и СДСМ и ДУИ ќе направат предвремени избори и без ВМРО ДПМН тоа да го бара. Моето очекување е дека во текот на годинава, доколку немаме покана за членство во НАТО, дека СДСМ ќе оди на предвремени избори. Дали ВМРО ДПМН ќе се вклопи во тој мозаик, свесно или можеби не, тоа е веќе друго прашање, но мислам дека е добро на едни такви протести не само да се бараат предвремени избори, туку да се побара и одговорност за тоа што досега е направено спротивно на законот и на уставот. Например, одговорност треба да има тој кој што издал наредба пратеник да се уапси и да се држи 16 часа со лисици на рацете, без при тоа законодавниот дом да расправа и да одлучи за одземање на имунитет на пратеник. Затоа што да не ни се повтори уште еднаш, пак некоја друга политичка партија, СДСМ, ВМРО, ДУИ, ДПА, БЕС или некој друг, да во иднина се жали за нешто кое што го направила во минатото или во сегашноста на погрешен начин. Затоа треба да се повика на одговорност, да одговараат, да бидат повикани на одговорност и на оставки луѓе кои што направиле такви неуставни незаконски дела. Според мене ВМРО ДПМН во овој момент има уште потреба да работи на своја консолидација. Мислам дека партијата има неколку структури на луѓе и генерации во себе, што е нормално, бидејќи е поголема партија. Одредена структура на луѓе има искуство од ВМРО ДПМН само кога ВМРО ДПМН е на власт. Значи, некои луѓе во партијата не го имаат видено или доживеано ВМРО ДПМН е во опозиција. И тие се во партијата, действуваат, но имаат една илузија дека партијата се уште е на власт. Партијата не е на власт. Партијата е во опозиција и околностите се други. Некои луѓе во ВМРО ДПМН сметаат дека доволно е власта сама по себе да биде лоша, за граѓанинот да нема избор и да гласа за другиот кој што е понуден, без разлика дали тој е доволно добар. Тоа беше тактика на СДСМ и затоа беше опозиција. Тоа беше тактика на СДСМ подолго време и видовме дека тоа не функционира така едноставно, затоа што граѓаните и гласачите во 2018 година се позрели, пообразовани и поискусни од граѓаните и гласачите во 1995 или 6 или 7 година, што е нормално, бидејќи и демократијата е процес. И затоа ценам дека ВМРО ДПМН има уште предизвици во себе, внатре како партија, за да го одбере вистинскиот концепт, да ги одбере вистинските кадровски потенцијали и ресурси, за да може не само да се понуди како номинална замена на власта при некои следни евентуални избори, туку и како содржински, подобра, попоткована алтернатива која што нуди поголема сигурност, известност, напредок и различен начин на работење во смисла на поквалитетно действување. Рековте, има и сега доста работи заради кои што би можеле да се, доста причини поради кои што би можеле да се иницираат протести, не мора да се чека до мај. Сметате дека ВМРО ДПМН е можеби е премногу малака како опозиција во моментот? Мислам дека постои одредено калкулирање кај дел од раководството на ВМРО ДПМН дека СДСМ треба да се остави да ги прави своите грешки. СДСМ и ДУИ веќе прават грешки, но мислам дека јавноста во такви моменти, кога се прават грешки кои што се непоправливи, тогаш очекува и од тој кој што е надзор во политиката, опозицијата е надзор на владеачката гарнитура, да превземе потези со кои што или ќе одврати власта од правење на такви грешки, или ќе ја коригира со самиот свој притисок, протест, јавен или на некој друг начин, облик во собранието или во некоја друга форма, и на тој начин да се издействува нешто што е поповолно за државата или помалку штетно за државата. Протест не мора да се прави за дигањето на акцизата. Таа работа ќе ја поправиме
кога ќе се смени власта и ќе се врати повторно во корист на граѓаните. Но одредени политики кои што можат да бидат трајно непоправливи на подолг рок, мислам дека заслужуваат посериозно внимание и посериозен одговор и пристап и притисок, демократски се разбира, од страна на опозицијата. Имам впечаток дека власта која што во моментот се наоѓа така во една незавидна ситуација ќе се обиде на секој начин да ја префрли одговорноста за евентуален неуспех, да речеме, во преговорите зимето или за неимплементација на законот за јазици, да ги обвини ВМРО и опозицијата. Се разбира дека тие се виновни поради кои што не успеа да се затвори тоа прашање, исто како кога беше на власт и кога тогаш беа нормално легитимни обвинувањата да се напаѓа власта. Меѓутоа, дали сметате дека од оваа перспектива калкулациите на сегашното раководство на партијата се во насока да не остават простор, можеби да бидат обвинети или покажани со прст дека тие се виновници за било кој проблем во државата? СДСМ е вешта, има долго искуство во префрлање на одговорности и тоа треба да се земе како релевантна, би рекол, карактеристика нивна и да се биде предпазлив што и како се критикува и како се постапува, да не се дава изговор. Но не може во никој случај опозицијата да биде одговорна за неуспехот или за евентуално штетно решение по однос на спорот со Грција, доколку опозицијата, а тоа гледаме дека е случај, не е консултирана на никој начин. Во Грција имате средби на Ципрас со Мицотакис, на Ципрас со помали или поголеми партии и може да се каже дека тие градат, можеби немаат унисоност, но сепак градат некоја заедничка координација по однос на такви национални прашања. Во Македонија владата на СДСМ и ДУИ ниту председателот на државата не го информира, што е сепак државна и најлегитимно избрана институција со 540.000 гласови во Република Македонија, а камоли опозицијата. Кога не сте консултиран, вие не можете да споделувате одговорноста со оној кој што ги влече потезите. И втората работа по однос на законот за двојазичност. Во тој дел, мислам дека ВМРО-ДПМН треба да биде по-категорична и преразгледувањето на еден демократски, принципиелен, процедурален, деловнички начин на законот за двојазичност треба да биде еден од условите за нашата поддршка за двотретинските закони кои што СДСМ треба да ги изгласа по однос на евроинтеграциите на земјава, бидејќи владењето на правото кај законот за јазици и погазувањето на тоа владење на правото и на деловникот не се ништо помалку важни од владењето на правото на другите закони кои што би се донеле, а ако ние на првата етапа имаме насилно однесување и погазување на демократијата, откаде да знаеме дека и по однос на тие закони нема да го имаме истиот пристап од страна на власта. Затоа сметам дека овие закони кои што ќе имаат долгорочни последици на државата, на нејзиното ткиво, устројство, политичка сплотеност, доверба или недоверба помеѓу граѓаните и македонците, албанците, турците, ромите, србите и другите, мислам дека тука треба да се биде покатегоричен, освен доколку некој однапред на некој подискретен начин не дал некаква согласност за која што ние не знаеме. Секогаш кога Заев ќе се најде во некоја посериозна неволја, на помош му пристапуваат специјалното јавно обвинителство, така и овој пат минатата недела. Интересно е што во еден од предметите се спомнувате и вие, зошто токму сега, кога имаше многу повеќе причини во минатото, кога бевте член на раководството на партијата, сега не сте дел од телата на партијата? Мислам дека СЈО има своја наменска улога со повеќе цели. Една од целите е секогаш кога нешто ќе сгусти, дали е тоа на економски план, дали е по однос со Грција, дали е за двојазичноста, да се одвлекува внимание. Цела држава збори за насилното гласање и кршење на процедури со законот за двојазичност, за последиците финансиски кои што не очекуваат доколку се примени, за непочитувањето на пратениците на председателот на државата и за многу други работи кои што се штетни за Република Македонија, и во тој момент на господинот Заев му треба одвлекување на вниманието.
тогаш се активира СЈО, се бараат звучни имења и се прават политички монтирани процеси кои што треба да послужат за барем малку дел од јавноста да каже дека некои споредни работи можеби во денот ќе бидат поважни од некои суштински работи во текот на годината. Во овој момент сметам дека тоа што најмногу им е згустено на владеачката коалиција и сигурен сум дека и во иднина ќе прават одредени драмски потези за да го одвлечат вниманието се македонско-грчкиот спор, законот за двојазичност, неговата примена или непримена, со почитување или непочитување на председателот, објава дива во службен весник или не објава, економската ситуација која што се влошува, немаме 500 евра просечна плата, нема 100.000 денари за лекарите, нема благосостојба која што беше ветувана и на крајот тоа што исто така е многу важно, потребата да се создадат услови доколку ова се не оди според нивниот план, да се оди на предвремени избори. И мислам дека како што ќе расте убеденоста или замислата кај владеачката коалиција да подготвува терен за нови предвремени избори, така ќе се зголемуваат повеќе фабрикуваните вести кои што ќе треба да го одвлекуваат вниманието од неисполнетите ветувања за прекрасен живот на сите граѓани во државата. Се плашите за вашата безбедност? Немам никакви, не сум загрижен воопшто, имам искуство во политиката и мислам дека се ќе биде како што треба. Дека евентуално можеби да ги замените вашите колеги кои што се моментално во шутка, ако евентуално... Видете, оваа власт го прави тоа на еден начин со прекршување на устав со спектакуларно, ги користи притворите како казна, наместо да бидат судските процеси релевантни, како што тоа го правеше, го спомнав предходно, со протестирање пред куќи на пратеници и каменување на куќи на пратеници од ВМРО-ДПМН, а денес се жалат кога истото им се случува. Така што јас само би сакал да кажам дека не е добро на политичкиот опонент да му го правите надвор од законот и уставот она што не сакате да ви се случи вам. И затоа мислам дека е време и кај СДСМ, кај раководството, кај пратениците и кај ДУИ, и кај цела политичка, би рекол, номенклатура во Република Македонија, да стане јасно дека е време за повисоко ниво на политичка култура, бидејќи ако се влезе во спиралата на реваншизмот, денес жртва е еден, утре ќе биде тој што бил сторител, задутре ќе биде трет и тука веќе нема крај. За крај уште едно прашање. Во моментов не сте член на извршниот комитет, ниту на било кое партиско тело, само пратеник во Собранието на Република Македонија. По партијата слушнавме најави за фракционерство. Како е вашиот став за фракции во ВМРО-ДПМН и дали можеби вие ќе формирате некоја фракција? Мене граѓаните ме гласале како пратеник на ВМРО-ДПМН. И јас тој глас и тој мандат немам намера да го изневерам, имам намера само да го оправдам. И тоа ќе го правам на начин на кој што го правам од 92 година, од кога сум член на ВМРО-ДПМН. И ќе продолжам и во иднина. Тоа што сметам дека за партијата може да биде и за членството погрешна лекција е луѓето кои што не биле лојални и работеле на штета на партискиот интерес, да ги наградувате, а луѓето кои што биле лојални и вложиле многу труд и во опозиција и на власт и во други прилики, да ги деградирате. На тој начин се праќа една погрешна поука дека нелојалноста, галамењето, правењето на кавги и работењето на штета на партијата после известно време ќе се награди, а лојалноста на членовите на партијата дека нема да се цени. И затоа мислам дека партијата треба сериозно да размисли за принципот награда и деградирање, награда и запоставување, како ќе се постави според лојалните членови и како ќе најде начин да ги мотивира, бидејќи тие се нашата движечка сила, и како ќе се постави кон оние кои што правеле одредени персонални или групни екскурзии, излети и действија на штета на партијата и дали ќе одбере да ги наградува. Господин Лушевски, ви благодарам за гостувањето во Алфа телевизија.
и ви посакувам многу успех во Благодарам многу. домашната работа. Тоа беше господинот Антонио Милошевски, поранешен министер за надворешни работи и пратеник во Собранието на Република Македонија. Ние продолжуваме со другите содржини во Алфа Скопје.